Стотици туристи секој ден минуваат низ Скопје. Престолнината некому му се допаѓа, некој наоѓа мани, но со какви впечатоци заминуваат зависи и од луѓето што ќе ги сретнат. Затоа што еден град не го прават само зградите, спомениците и музеите. Што ги очекува во Скопје? Во овој подкаст го прашуваме туристичкиот водич Васко Марковски. Добре дојде. Добре најдов. Со што туристите избираат да дојдат во Скопје? Со какви очекувања доаѓаат? Значи, туризмот во денешно време се разликува многу од она што ни е некој стабилизиран поем за зашто некој некаде оди. Приметувам еден феномен во регионов ке нас барем. Луѓе патуваат пред една работа е ефтини летови. Друга работа е мрежа од градови кои што ги посетуваат во едно издагување од дома. Трета работа е време на дигитални номади кои што оддалеку работат и патуваат неприбрани дома по 2,5-3 години. Има луѓе што се чисто од некаква авантуристичка побуда, трнати по светов. Имав една интересна средба пред недела, дена-две, например, еден млад човек од Неапол, кој што на крајот ми приде, на крајот од турата и вели, знаеш дали ја знаеш оваа група, овој ансамбл, и ми покажува на неговиот Spotify Кочани оркестра. Викам, како не ги знам, викам, и ја го имам, фоловер сум на Spotify и ја ги сакам. Вика, кажи ми како да дојдам до нивната музика. Значи, има и такви примери, секакви. Да. Значи не доаѓаат најчесто специјално само во Скопје, туку им се наоѓа попат. Има и луѓе што доаѓаат само во Скопје. Например, со Германија, ако добро паметам, имаме 8 визер релации и сега од 8 различни делови на Германија луѓе редовно доаѓаат и Германија е редовно на врвот на листата на посетители на нашите тури. Викенд. Овој пат не сум бил, не знам, што има ефтини летови. Ајде, Скопје. Сум слушал другари, добро е, ваке, онаке. Ќе дојдат, ќе поминат викенд во Скопје. Има Значи, и такви. Најмногу има од Германија или? Да, во мислам дека стабилно во последниве години, барем на туриве што ги работиме јас и моите колеги, Германија е секојаш на врвот. Со интернетот луѓето се информираат, нели, каде доаѓаат. Да. Денеска доаѓаат некако спремни што сакаат да видат и како накусо им кажувате каде дошле. Вака, околу подготвеноста на луѓето за местови кај што доаѓаат, навистина ова време кога се можеш да разбереш однапред и сега за да се реши некој да ангажира водич, да се придружи на тура, веројатно сака нешто повеќе што го нема во Википедија, што го нема во форумите и така натаму, или пак добра препорака чуле од некој што веќе ги искусил турите, па ќе земе тура. И сега тука главно ги добиваат работите кои што се некакво човечко искуство од местото во кое што дошле. И тука многу знае да пазарот да ги изфрли погоре подол водичите кои што се поподготвени за еден таков предизвик да одговорат. Значи сите можеме да ги научиме оние фактите за историјата на градот или за знаменитости што ги гледаме наоколу. Ама она што се кажува меѓу нив, тоа е нешто мислам што најмногу е просторот кој што треба да го освои еден водич со својата оригиналност. Ќе ни кажете ли една таква приказна? Да го довршам одговорот, не ви одговорив на целото прашање. Значи, јас обично го опишувам Скопје во два збора, тоа им го кажам уште на почетокот, како раскрсница и како мозаик. Раскрсница, како, сега кога гледаме како геополитичка слика, низ историјата, важна крстосница на Балканскиот полуостров, која што донела многу владења. Сите овие владења зад нив оставиле материјални траги, но исто така влијаат и на културолошкото милје. Са тие остатоци од материјални траги и културолошки остатоци овде ни го даваат мозаикот. Значи, тоа е главната теза, низ која што после ги развивам сите микропунктови каде што ќе поминеме со турава за време на тие 2,5-3 часа. Една од приказните што не може да ја прочитаат на интернет. За некој дел од Скопје. Вака се, стандардна тура што подразбира? Секоја тура низ Скопје главно го прикажува просторот помеѓу старата железничка станица и Скопското кале. И сега се е во читање на просторот околу нас и се е тоа кому се обраќаме. Значи секоја група, иако истата тура ја нудиме, е различен консумент. Луѓе со различни предзнаења или не знам, нема се јас да одам во детали пред човек од Тајван или од Филипини или од Јужна Америка за Ченто,
како што би го кажал тоа, која би било за група која што од поблискиот крај, на кој што не им е потребна толку толку предзнаење, веќе го имат осработено самите со себе. Че прва ги проценувате луѓето, што дошле, колку знаат. Уште кога ни приоѓаат, ние барем гледаме да запаметиме кој од каде доаѓа и во неколку реченици, 2-3 реченици барем што го донело овде. Се информираат тие, ама се информираат и вие. Да. Мислам, тоа е потребно и за нас и за нив, за така да насетиме некакви специфични интереси на гостинот и сето тоа. Ако забележам од текот на турата дека некому архитектура му е, ќе му обрна внимание на некои архитектонски работи кои што на трасава ги имаме. Ако забележам дека некој му е интересно нешто со гастрономија или со не знам што, таму ќе го насочиме. Ми кажа дека имате приказна за тајна црква во Скопје. Нешто што, например, јас не знам. Ништо посебно не е таа приказна, тоа е само едно поинакво ведување на нешто што на сите ни е познато, тоа е црквата Свети Спас. Зошто е тајна? Значи, каква е работа? Значи, моето знаење за црквата Свети Спас кажува една работа, дека тоа е црква која што е изградена пред реформите на Османлиската империја, танзиматските реформи на средината на 19. век, до кога поинакви другите религии, официјалната религија било исламот и било шеријатско право, значи требало некако да бидат сокриени. И сега кога ќе видиме црквата Свети Спас од надворешната страна, ја гледаме камбанаријата, ја го гледаме крстот над врвот на црквата. Но тие се додадени откако Османлиската империја заминува од овие краишта. Пред тоа не било очигледно дека внатре има црква. Кога ќе ја видиме црквата, кога ќе ја видиме незиниот влез, гледаме дека е вкопана околу 2 метри под земјата. Сега, сегашната состојба на црквата е од средината на минатиот век, од почетокот на 19. век, значи се уште не се танзиматските реформи случени. И се уште е таа во рамките на тоа правило да биде некако скриена, да биде некако незабележлива. Кој ќе се спуштиме, например, долу кај Свети Димитрија, таа е веќе црква која што е изградена после танзиматските реформи и таа е високо над земјата, на добра позиција во градот. Значи, тоа е еден контраст кој што можат да го видат посетителите во поглед на духовното живење низ историјата на градот. И сега има уште еден детаљ кој што е интересен таму. Значи, со земјотресот 2163 година, дел од малтерот на внатрешниот јужен зид на црквата паѓа и тој го открива оригиналното ниво на црквата која што била таму помеѓу 13. и 17. век, кога е срушена со земјотресот 1660. Има многу историја, но Скопје е сепак нов град. Како на оваа крстосница, велите музеј, го објаснувате Скопје 2014. Одеднаш нови градби што треба да изгледа старо. Па вака сега, ова би го кажал и во контекст на едно друго нешто кое што им го кажам, дека Скопје е град исто така и на дисконтинуитети. Значи, обично таа тема ја загатнувам кога ќе дојдеме кај старата железничка станица. И ќе ми раскажем за земјотресот 63-та, но тоа не е единствениот земјотрес кој што рушил Скопје. И сега им кажам дека ако знаат да го читаат теренот, претходно сум им кажал за Милениумскиот крст и за Калето, значи ако знаат од таму да го читаат теренот, можат да видат како градот се движел низ неговата историја, затоа што бил разрушуван во 3 периоди со земјотрес и спален од Пиколомини во 17. век. И се им велам, ако од овде трнеш од стара железничка гледајќи северо-западно, на едно 4 километри од овде, на устието на Лепенец во Вардар, таму бил римскиот период. Византискиот би бил во областа на Калево. Со освојувањето од Османлиската империја, градот ќе се спушти подолу, ќе отиде на кај Битпазар. 63-та, 80% од градот ќе бидат разрушени, градот ќе почне да се расфрла наоколу на места што не се зафатени од земјотресот. Подоцна ќе почне намо да дојде и се во сите тие дисконтинуитети, поинакви доминантни амбиенти поставувања со секој нов почеток, еден од нив ќе биде и 2014. Кои и да се причините за тоа, тоа е пак некаков додавање на нешто што го прави градот како конзистентен во дисконтинуитети. Им се допаѓа ли?
Една работа што сваќам од интеракцијата со луѓево е што тие се во предност, затоа што не се со истиот товар со кој што сме ние поради исполитизираноста на тој проект од различни причини. Ќе спомнам и од наклонетост и од критикување. Например, една многу интересна реакција ми е се уште недоизградената црква Свети Константин и Елена на улица Македонија. Значи, ние знаеме каква е историјата на тој објект сега, дека прво беше идејата на площадот да биде и имаше и протести и сето тоа. На крај црквата дојде ваму и се луѓево ја перцепираат, онака надворешно ја гледаат и немаат никаков товар во поглед на тоа дека било исполитизирано претходно. И се кога ја гледаат, они естетски ја перцепираат и многу интересни, позитивни реакции слушаме колку убава црква. Од секаде луѓе по светот. И прашуваат зошто не е отворено. И за оградено. Скопје 2014 они го гледаат и ние секако им го представуваме, но се трудиме да им го представиме од обете гледишта или од 3-4 гледишта, ако знаеме за повеќе гледишта во поглед на некој конкретен пример од тој проект. Меѓу другото, ќе ги чујат и аргументацијата која што е во полза на тој проект, која што кажа дека тој е еден тип на развоен проект, дека имало и такви димензии. Останато го оставаме на самите да просудат дали тоа било паметна идеја или не било. Ги знаеш ли сите споменици? Па, низ години да, мислам, се посветив да... Колку ги има? Знам. Колку има нови споменици? Ставено, мислам дека никаде нема бројка. Мислам дека направив една процена врз основа на, некакви информации, нешто и сам увид правев. Мојата процена е 140 до 145. Арнава запознав една гостинка од Австралија, која што пред да дое на турата, која што водев, поминало ден бројќи статуи наоколу и нашиот метод се разликуваше, незиниот покажал двојно повеќе. Сега јас спорам со тоа и ако некому го кажам и овој податок, велам се ви одберете го вашиот метод. Например, дали на плоштад Македонија споменеков со Александар и со лавовите и со војниците се за тоа, ќе ги броиме како индивидуално секој од нив, 8 лавови, 8, Александар со Брукефол 9, еден војник 10, уште еден. Значи, мојот метод е, тоа го гледам како една целина и го бројам како еден. Не се малку. Знаат луѓе и да прашаат зошто толку многу и сето тоа и се. И тука треба да знаеш да одговориш. Мојот одговор е понекогаш им го кажам на Черчил видувањето за Македонија или за Балканскиот полуостров, дека тоа е дел од светот кој што продуцира повеќе историја што може да консумира. Што им се допаѓа најмногу? Јас мислам дека најмногу им се допаѓа контрастноста што ја гледаат во се. Шармирани се од мултикултурноста на градот. Ние можеме да бидеме самокритични и да кажуваме дека односите меѓу едните и другите, и третите, и четвртите, и петите луѓе во земјава не се сјајни. Океј, секојаш може да биде подобри, сме видели подобри времења, но се уште ние сме во пристојни односи едни со други, особено во круговиве кај што се движат луѓето, кај што бизнисот е главната тема, кај што сподалеко од политиката, они можат да искусат дека едни со други сите се... А како скопјани се однесуваат со туристите? Скопјани со туристите, па мислам дека и тоа е нешто што ги прави да се чувствуваат добро, значи импресионирани се од срдечноста, од услужливоста на луѓето, импресионирани се колку многу луѓе зборуваат англиски. Да, лесно им да се снајдат било каде. Има и примери онака, со кола е, нема како да плати паркинг. Случајен минуваш и рече, ја ќе ти платам. Не е проблем. Со својот телефон ќе му плати. Храната секако им се допаѓа? Храната секако, не дека не виделе што е, ама нашево е она, кога е од срце направено, кога е со ќеф правено е автентично и вкусно и убаво. И сакаат, се повеќе мислам дека стануваат свесни, ама и уште повеќе треба стануваат свесни угостителите, дека се повеќе има луѓе кои што се вегетаријанци и вегани, но кај нас, за разлика можеби од велам maybe, зборувам англиски пола од денот секој ден. За разлика од други краишта на Балканскиот полуостров, мислам дека полесно за вегани и вегетаријанци да се нахранат овде. И сега зошто е тоа така? Мислам дека има многу остатоци кои што се па и денешнина поврзани со постењето. Имаме и зеленчук и овошје. И зеленчук и овошје. Ако пости човек како што е пропишано, тоа испаѓа дека пола од годината, малку повеќе од пола од годината си на веганска диета.
Така што имаат решенија секаде, исто така тоа им е... Што не им се Значи. допаѓа по Скопје? Што не им се допаѓа? Еве ќе речам вака. Јавниот транспорт, не само за нас, жителите на градот, туку и за посетителите не е едноставен. Една работа, доскоро, пред година дена негде, не можеше да се купи билет во автобусот. Друга работа е кога ќе отвориш веб страница на ЈСП, на автобуската станица Централна железница, ја велам, тоа е веб страница од 18 век. Значи, нема шанс. И онака ние веќе речиси немаме железнички сообраќај, ама дури имаше, немаш како да се информира за тоа. Значи, ја сега да посакам да отидам во градот Попрат во Словачка, затоа што од овде знам како се плаќа, можам да си купам билети и да направам. Да, но вашиот гостин, ако сака укочани да оди да ги бара на кочани музичарите. оркестр, да. Па се јас пробувам да ги премостам тие работи во тачницата, што сигурно сум секој ден со себе, го имам Kindle-от, каде што имам фајлови спремни, каде што јас сум правил истражување претходно, сите информации што не ми требаат, сум ги собрал на едно место и на крајот на турата викам, сега, кому требаат возни редови, информации за музеи, за она, дојдете вамо, правите фотографии од фајлов, тоа е тоа, толку можам да направам. Кој музеј е најпосетен, најмногу интерес има? Не знам дали ми е многу најсвежа информацијата, но мислам дека со години поред спомен куќата на Мајка Тереза е најпосетуван музеј или тип на место како музеј во нашава земја. Тука негде можеби археолошкиот музеј. Дали тие се трансформираат, се развиваат или се застанати во времето? Еве ние што живееме тука, баш и не одиме во музеј, освен ако немаме гости. Имам впечаток дека некои музеи можат многу повеќе да дадат, но не се во состојба во моментот да дадат. Например, мене ми е многу криво, мислам дека се уште главните, најинтересните работи што треба да се видат во музеј на Македонија, етнолошкото одделение, многу од ткаениците не можат да се видат затоа што имаше музејот проблем со капење од покривот и многу работи беа во депо прибрани. Са друга работа е што исто и тој музеј како музеј на град Скопје и како кој да речеме спомен куќа на Мајка Тереза немаат веб страница која што редовно се ажурира, која што ќе ти ја даде информацијата. Значи, утре доаѓа празничен ден, ја не знам кој како решил да работи. И сега на луѓево, утре им е единствениот ден кој што можеби треба да отидат во некој музеј, дури се овде, и ја викам, луѓе не знам дали работат. Или тогаш ќе проверам, ако некој нешто објавил од Facebook страниците на нив, или не знам, да знам да им кажам информација на луѓе. Сега, музеј на Македонија, мислам, секој би требало етнолошкото одделение да го види и би било интересно на луѓе од секаде по светов. Ама ја не знам дали во моментот кога ми се случува турата, се уште е во депо збирката или не е. Сега, не можам ја да ги бркам сите тие работи на сите музеи поединечно за да ги информирам моите луѓе. Очигледно тоа што сте биле новинар ви помага во истражувањето. И за крај, дали ние скопјани си го знаеме Скопје? Па сето тоа зависи од личната склоност да дознаеш повеќе. Пријатно сум изненаден многу пати, луѓе ни доаѓаат скопјани, луѓе од други делови на Македонија, сакајќи да дознаат повеќе за градот преку нашите тури, некош цели семејства или па со пријател, гости на странство ќе дојдат на турата и изненадени пријатно. Но ете, се обидуваме некое автентично видување на тоа што го имаме да пренесеме и моите колеги јас. Да, инаку вие бесплатно ги водите. Да, концептот на кој што секојдневно работам се бесплатни турите. И Скопје во 2028 година треба да биде Европска престолнина на културата. Очигледно ќе имате многу работа. Страф ме фаќа. Да, ние обично си го критикуваме повеќе Скопје отколку да го гледаме како низ очите на туристите. Ке се средили до тогаш Скопје да не се срамиме пред гостите? Јас се надевам. Знаете, со гостиве понекогаш зборуваме за многу незавршени објекти што има, нели, кој се смени власта и многу работи беа смрзнати, мораториум имаше со она. Им велам сега, ке што зборуваме за архитектура, им покажувам на зградава на Евана, или Есома, како се викаше? Да, Охис поране, што постаро.
и Пелагонија зградата, демек се незавршени. Викам, нешто што ни дава надеж дека поскоро ќе бидат завршени, им покажам на зграда до Мериот што треба да биде уште еден хотел. Викам, до крајот на минатата година беше до пола, сега е при крај, таа до неа офицерски поранешени, таа е до крај. А викам, уште поголема надеж дека работите ќе бидат завршени поскоро. Ние скоро беше објавено Скопје од 2028 ќе биде европска престолнина на културата и филм. Дојдете тогаш да видиме што сме решили и како сме ги направиле работите. Благодарам Васко за разговорот. Има уште многу теми. А вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на нашиот сајт Слободна Европа, како и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи преку социјалните мрежи кои теми сакате да ги слушате. До слушање.